Дебелината се уште многумина ја доживуваат како последица на лоши животни навики, а не како болест која треба навреме да се препознае и да се лекува. Тема во мојот денешен подкаст е токму дебелина и на оваа тема разговараме со мојата гостинка, специјалист ендокринолог, доктор Џулијана Михајловска од Центар за дебелина при Жан Митрев. Ајде во Струмица, ќе кажам, меѓутоа и на ниво на цела држава. Докторке, добре дојдовте во мојот подкаст. Благодарам на поканата. Јас на самиот почеток сакам да ве прашам едно прашање искрено. Доколку кај вас дојде пациент со зголемена тежина и пациент со диабетес, кај кој е поризично по здравието и кој пациент прво би посегнале да го лекувате или третирате? Ајде да кажеме дека во зависност од сериозноста на заболувањето, затоа што имаме различни степени на заболување и кај диабетесот и кај дебелината, ќе одредиме приоритет во дадениот момент. Меѓутоа, најинтересно е кога пациентот има и диабет и дебелина. Че диабетесот во принцип она што е постаро, дали диабетесот, дали дебелината или јајцето или кокошката. Значи, во принцип излегува дека дебелината многу често е фактор за настанување на диабетесот. Секогаш почнува со зголемена телесна тежина. Зголемената телесна тежина ја зголемува инсулинската резистенција, а тоа е многу чест денеска модерен термин кој што се користи за да кажеме модерно дека имаме нарушување веќе на метаболизмот на шеќерот. Така нарадски да се изразиме. Да. И при тоа, кога имаме нарушување на тој метаболизам, практично, кога ние не правиме ништо за да го спречиме, лекуваме, да го излекуваме, тогаш тоа само се зголемува, се влошува и на крајот настануваат последиците од типот на диабетес тип 2. Фазите се различни. Имаме први нарушување на гликемијата, односно нарушување на шеќерот на гладно, кој што најчесто се манифестира со оние лабораториски анализи што ги правиме. Ја немам шеќер, меѓутоа имам 6,3 на гладно, 5,8 на гладно, 6,6 на гладно. Тоа е загрижувачки? Па тоа веќе не е нормален гликемиски, да речам, опсек. Тука веќе има нешто и сите ќе кажеме, ама јас вечерта не јадев подоцна и затоа сега имам покачен шеќер, но тоа не е точно. Значи, и да јадеме подоцна, вистина е дека лабораториските анализи треба да се прават на гладно од предходно пред 12 часа гладување. Меѓутоа, повторно ќе потенцирам дека здравиот организам секогаш го враќа во нормала гликемискиот статус, односно секогаш се враќаат во нормала сите параметри кои што се пореметени. Да бидеме најасно, штом покажуваат бројките, нели се зголемени бројките, значи нешто не е во ред со нашиот организам, не треба да замижуваме пред не треба да се тешиме. Да, или да се тешиме. Не е ништо бев јадена. Докторке, пак ќе се навратам на моментот, да, диабетесот веќе го забележуваме како болест и ние сами, нели, како пациенти, веднаш интервенираме, доаѓаме на доктор, го лечиме. Меѓутоа, ако имаме покачена телесна тежина, знаеме да го премижеме, пак ќе кажем тој дел. Баш така, да. Не го сваќаме моментот дека и тоа е болест. Така, општо земено луѓето сметаат дека се уште дебелината е естетски проблем. Тоа е најголемата заблуда во денешно време и ние немаме ни да кажам свесност за степенот на сериозност на дебелината. Дебелината веќе пред неколку години се донесе како дефиниција од Светската здравствена организација дека е хронична доживотна веќе болест. Исто како диабетесот, како покачениот крвен притисок, така се вбројува во хронични доживотни болести и тие хронично доживотно мора да се лекуваат. Јас многу не се разочарувам, меѓутоа многу ми е криво кога ќе видам пациент кој што, да речеме, ќе држи одреден диететски режим на исхрана, спортски активности, ќе се третира во денешно време со модерните третмани за третирање на дебелината и после извесно време се откажува. Односно дали му се здосадува, дали веќе едноставно му е премногу заради тоа што претходно се борел со дебелината и сега веќе настанува оној, да кажам, преоден период на опуштање, дека јас сега изгубив телесна тежина и дека веќе никогаш нема да ја вратам. Апсолутно. И тука многу е важно да потенцираме дека не е проблем само храната.
Значи, за да настане дебелина, многу фактори се во игра. Што од генетска предиспозиција, социјален статус, економски статус, околина, местото во кое што живееме, хормонските дисбаланси, разни патолошки состојби, тироидна жлезда, пореметување, надбобрежна жлезда, пореметување, некои дополнителни болести кои што се употребува долготрајно, кортикостероидна терапија, тоа сето допринесува, но храната е единствениот, да кажам, единствениот параметар или единствената улога која што ние можеме да ја промениме и на која што може да влијаеме. Не може да влијаеме на средината, на генетиката, на социјалниот статус. Значи тоа едноставно не може да го промениме. Так. Но храната единствено зависи лично од нас и затоа ние толку форсираме како ендокринолози, како било кој доктор во денешницата, што ќе ви рече не јадете и спортувајте. Тоа е толку досадна реченица за некој кој што се бори со килограмите и кога ќе дојде, мене сите ми кажуваат уште вие да ми кажете, но реално сме безпомошни ако не се спроведува тоа. Било која терапија од избор да се користи, доколку ова не се прави, доколку пациентот нема волја да го прави, а од друга страна гледа дека има ефект, дали диетата, дали терапијата, веднаш се да кажам се гледа начин како да го олабави, односно како да си го олесни животот и пак да почне, нели, без многу мачење да има убав резултат. Ние треба да сватиме дека треба да работиме на психолошкиот момент. Затоа во Центарот за дебелина, да кажам, има мултидисциплинарен тим. Не е само диететиката, не е само ендокринологијата, туку сите заедно кога ќе се спојат тие елементи, да има вистински успех. Да. Психолошки да се работи со пациентот, дека тоа не е моментално, дека тоа е цело време, дека ние треба секогаш пациентот со покачена телесна тежина секогаш треба да прави вагање, односно да ги мери работите. Колку сум сгрешил во текот на денешниот ден и колку ќе се жртвувам во текот на утрешниот ден. Тоа сите го правиме. Секој кој што сака да внимава на својата телесна тежина, треба тоа да го прави. Треба да прави компромис. Со исклучок на луѓето кои што, например, навистина имаат некој брз метаболизам, па тие слабеат, па гледаат како да се здебелат. Да, тоа ќе ве прашам, дали тоа е мит дека има брз метаболизам, па јаде, па ништо не се фаќа за неа или него? Истите фактори кои што допринесуваат за дебелината, кај некои луѓе допринесуваат и за слабењето. Ги исклучуваме некои сериозни патолошки заболувања, нели секако, но во глобала повеќето имаме склоност за дебелење. Секој ако престане да внимава на храната и на дневниот калориски внес, има капацитет и способност да се здебели. Извинете што ве прекинувам, докторке, го спомнавте и овој психолошкиот момент. Многу често луѓето знаат дека лесно те тебе ти си слаба, нели? Некако се имаат откажано дека можат да изгледат добро во своето тело. Затоа се тука, например, затоа сме ние тука, затоа е фамилијата дома како поддршка. Мора секојдневно да се работи со тие пациенти и да им се дава, да кажам, ветер во грбот, дека тоа што го прават е правилно, дека треба, затоа и се контролите всушност, затоа и лекувањето. Не е целта ние да го малтретираме пациентот, да доаѓа, да се, нели, трошоци и се останато, што доаѓа со тоа време, пари се. Туку моментот е да допреме до него, да видиме што е проблемот, каде треба да го решиме, каде ни фали доработка, каде ни фали ангажман, што е добро да го пофалиме и така пациентот да излезе задоволен од денешната евалуација на неговата состојба. Нема тука не знам какви измислувања на нешто новитети. Терапиите светски се тие, достапните можности се тие, секаде во светот. За среќа го имаме и ние кај нас. Но тоа треба да се користи. Најчесто што наидувам кај пациентите ќе почнат да слабеат и веќе ги нема. Значи, они го користат максимално терапевскиот дел и советувањето или било што и не доаѓаат повеќе на контрола на изгубената телесна тежина, еве да ја кажеме, пошто они се задоволни од себе и од тоа што го постигнале, но после извесно време повторно настанува проблемот на стагнација заради најчесто опуштање. Односно или неделување веќе или било што може да се воведе како причина дека е тоа, но
тука е поголемиот проблем кога повторно треба од почеток да се почнат работите. И Сосема друго е настанува откажување пред апсолутно, затоа што повторно патот треба да се изоди истиот, а веќе се пробани доста работи, доста диети се употребени, доста терапии се употребени и тука на пациентот му се нели му се доаѓа до таа одбивна фаза, каде што повторно треба ние од почеток со дупло повеќе труд, а не знаеме каков резултат. Многу е подобро да се доаѓа на контрола или да се доаѓа на лекување. Пациенти, да, за да може малата некоја нестабилност да се поттикне, па макар и да сте одлични, да ви каже доктора дека сте одлични, чујте го тоа и продолжете го. Значи дека сте на добар пат. А ако само дојдете за чисто да, нели, грижата на совест да помине, тоа најчесто не вродува со плод. Да, докторки, имаме и ситуации многу често каде не сакат да си признаат, нели, дека имаат покачена тежина или пак се плашат од директна комуникација за својата болест, ајде би кажала, нели, веќе дефинирана е дебелината како болест, па избегнуваат контакт со вас како ендокринолози. Со луѓето воопшто. Ние дали тоа свестен е уште на ниско ниво или тоа веќе кога ќе добиеме таа покачена телесна тежина, размислуваме на друг начин. Не знам, ме интересира како мајндсет имаат. Мајндсетот на сите ни е ист. Значи, мајндсетот ни е, ако може да не одиме на доктор. Да, тоа не е мајндсетот наш, и ако може нешто така без некој многу голем напор, без некој многу голем напор да постигнеме некаков убав резултат и така да си живееме. Најголемиот проблем кај тие пациенти е што најчесто сметаат дека тоа ќе помине или дека едноставно не може да си помогнат. Туку никој не може да им помогне. Го имат прифатено веќе дека ќе се дебели до крајот на животот. Да, дека ќе го имаат тој проблем и дека никој не може да му помогне, што е погрешно. Значи, за секој проблем се дискутира, се зборува, има во денешно време во 20 порано било баук сето тоа. Меѓутоа сега во 21 век, каде што имаме достапни мал милион опции за третман, навистина е да кажам тажно да се живее таков живот без да се побара помош. Но мора да се потенцира дека најважно е пациентот да прифати дека има проблем со телесната тежина. Џабе е ако вие го убедувате, ако со сила го терате, ако не знам го обвинувате, тогаш ќе се постигне сосема контраефект заради тоа што тие пациенти и онака се веќе со кревки, со нарушена самодоверба, со безволност, со разочараност, најчесто во себе, потоа во другите, во институциите, во лекарите, во се. И ако не се работи на другиот начин, од типот секојдневни разговори, да се обиде на поинаков пристап, ако се гледа дека тој не е во ред, се додека самиот пациент не се соочи со проблемот, нема да имаме резултат ни во лекувањето. Затоа што од пациентот кога ќе се дојде на лекување, се бара ангажираност, се бара дисциплина, се бара волја за да се успее. Ако го немаме тоа, ние однапред знаеме дека кој тој пациент нема да можеме да постигнеме она што и он сака да го постигне. Тука, например, ќе ги споменам и пациентите со диабетес. Мора да ги споменеме, затоа што навистина се широка популација која што исто така има проблем, не се заобиколени со дебелината. Најчесто се тоа пациенти со диабетес тип 2, кои што се и на таблетарна, но може да бидат и на инсулинска терапија. И тука, речиси, повеќе од половината, кога ќе почнеме да работиме на диететскиот режим, кога ќе почнеме да работиме на намалување на таа инсулинска резистенција, слабење, намалување на телесната тежина, консеквентно на тоа се дури и се нормализира диабетесот. Практично како да немаат веќе диабетес, работејќи на едниот, да речам, проблем, ги решаваме двата проблеми, што е вин-вин ситуација, добивка и во двата случаи, само заради тоа што сме работеле на едниот проблем. Автоматски веќе, предходно, нели, со инсулини, со комбинации, со 300 малтретирања, да кажам, за да се среди, се со цел да се среди шеќерот, и на крај без успех, запослам кога ќе почнеме да работиме, нели, на ајде ќе го поделиме проблемот, ќе почнеме на овој проблем да делуваме, нели,
тогаш веќе ги имаме на вистина резултатите чудо невидувачки. Мислам, но еве, реалноста е таа, дека само треба да се биде свесен, да се биде самокритичен и мислам дека резултатите ќе си дојдат. Така. Ме заинтересира, пред неколку минути спомнавте порано, нели беше некако не многу актуелна тема, но доктор ќе мора да признаеме, порано немаше луѓе со прекомерна тежина. Толку многу, нели, како сега. Поправете ме ако грешам, статистичките податоци како покажуваат. И што се случува сега? Еве имаме и центри за третирање, пак ќе спомнам, на интернет може да се гледа во секој момент која храна, колку масти има, колку шекер има. На цело тоа можност, нели, да се прочита и да се научи, да се внимава, ние повторно имаме дебели млади луѓе пред се, би кажала. И тоа некако е загрижувачки факт за нашето општество. Тоа е проблем на сите општества во целина, заради тоа што сега младите навиките им се скроз сменети за разлика во споредба со нашите навики кои што биле порано, но и достапноста до сите, да кажам, ресурси на храна, ете така да ги кажеме, исто така си го зима својот данок. Сите тие реклами, сите тие порано немало такви, порано беше агрокрем, еврокремчето, тоа што сите го обожававме со мачето што лета и толку беше. Сега имате и нутели, и еврокреми, имате се, значи за се нешто имате некаква реклама, пошто се многу вкусно на телевизор да ги изедете. Реклама имаше, само ќе ве прекинам, сега влегувам во еден паркинг, рекламата беше junk food. Така. И привлечува најмногу внимание. Да. Значи изгледот е толку убав, со сите детали, во 3D. А ти кажува дека е... Да, ти кажува дека не е за... Така, не е за јадење. Меѓутоа, тука е проблемот на динамичниот животен стил. Најчесто ќе кажам, затоа што луѓето се помалку имаат време за готвење, се помалку имаат време за обрнување повеќе внимание на тоа што се јаде. Најчесто во глобала, еве, од искуство можам да кажам, луѓето гледаат да се најадат само за да поминат на редот. Значи дека тоа е веќе, нели, мора да се направи, што било нешто ситно, па и, нели, порачана храна било како, но тоа да биде нешто брзо потезно и да се помине на редот и да се затвори тоа поглави и да се одат по другите обврски, да се тераат, да се бара, нели. Децата исто така. Децата едни од други гледаат, сега едно детенце цело време купува, другото детенце осрам му е да носи од дома, што е на овие години, сега ќе кажам, благодет. Меѓутоа, од тие години за детето е незгодно да носи од дома сендвиче што мама ќе му го направи, а има внатре многу повеќе, да речам, содржинско отколку зејтинот, нели, што се дава во сендвичарите што се прави. Но како и да е, денешницата е наметнува еден стил кој што родителите пред себе, јас тука и децата ќе ги вметнам, затоа што имаме се поголеми, мислам, се повеќе дечиња и се повеќе пациенти со покачена телесна тежина кои што се во детска возраст. Тоа уште од тогаш почнува. Да не го зборам фамилиарниот момент дека ќе видите родители кои што се со покачена телесна тежина, најчесто и децата се со покачена телесна тежина. Кога се порачуваат бургери и пици, се порачува комплетно. И стилот на функционирање е ист. Значи, они функционираат во една целина која што и децата гледаат како родителите функционираат. Они им се огледалото и они најдобро најдобро можат да се угледаат на нив, нема на кого друг. Меѓутоа, тие навики што ќе се стекнат во детска возраст, тие најчесто продолжуваат и понатаму. Кога ќе станат во некоја си возраст свесни за сопствениот изглед, и ако тоа некој друг го каже, најчесто тоа треба да биде од родителите, тогаш децата веќе се освестуваат и веќе почнуваат да работат на себе, почнуваат да се менуваат, почнуваат да гледаат, да читаат, да се интересираат за сопствениот изглед и најчесто посегнуваат кон здравите животни навики. Но ако родителите го забаталат моментот, односно ако не обрнуваат толку доволно внимание и му речат ајде дете греота е, ајде детето да јаде, нека си апне, нека си касне, или бабите како што знаат. Или бабите, ама бабите пак, може да ги обвиниме нив
не можам да ги обвинам со тоа што бабите навистина сакаат децата да јадат, меѓутоа не им даваат лоши работи. Најчесто тоа е од баба што сготвила, најчесто е баба што сварила, најчесто е баба што направила, и тоа е многу по, да кажам, за мерак да се и дури да се дозволи, и покрај тоа што е, нели, можеби не е толку здраво, ама пак подобро е тоа отколку ова во секојдневието што се пак се враќаме на, нели, поранешно време како беше, сите јадевме леп, паштета. Точно. Нели? И патлиџан и маргарин. Така, и се јадеше леп. Така е. Па немаше толку сите тие адитиви, знаете, сега во денешно време во прехранбената индустрија ставаат адитиви, додаваат некои емулгатори, додаваат засладувачи на вкус, додаваат подобрувачи на вкус. И сето тоа делува. Тоа се и самите знаете дека тоа најчесто е смрзната храна која што се прави за брзо, релативно брзо време, и тоа е многу вкусно затоа што има додавачи на вкусот, потенцирачи на вкусот. И тука тоа е привлечно за секојдневна консумација. Но и станува заразно дека не може да престанете да грицкате и да јадете. Ќе ви каже детето, јас сум у состојба секој ден да јаде, односно детето е у состојба секој ден да јаде макарони. Значи, тоа е пак колку родителот ќе дозволи, нели, за тоа да се случува. Не може, детето треба да има позиција на дете. Меѓутоа, родителот е тој кој што ќе го насочи на, барем ќе се потруди, нели, да го насочи на вистинскиот, без сожалување на детето. Овде морам да прашам еден момент со кој секој од нас, нели, се соочува, ќе покачиш 2-3 кила, нели, килограми, и ќе кажеш, па добро, во рете, нели. Ајде, годините поминуваат некако, подоцна ќе ве прашам, некако ние жените полесно ги качуваме килограмите. Да, апсолутно. Дали е во ред така да се опуштиме 2-3 килограми? Не се проблем, па после наредниот месец уште 2-3, така се добива таа болест? Вака, значи, мораме постојано да сме под контрола со храната. Да, значи оно што го зборевме на почетокот, дека не постои некој кој што не е склон на дебелење. Значи, ако не се внимава на секој ден, еден човек, секој ден да земе да седне да има зголемен калориски внес, или да јаде повеќе од колку што треба, ќе се здебели. Значи, зборуваме повторно, ги исклучувам тие луѓе кои што и јадат и повторно спомнавме. Они се исклучително, сега збориме за оваа категорија која што е повеќе присутна. Ние како женски пол имаме зголемена, да кажам, склоност кон дебелење заради најчесто хормонските варијации кои што ни се многу попотенцирани за разлика од машкиот пол. Ние имаме естрогенска стимулација, имаме менструален циклус месечен каде што хормоните варираат, имаме бременности, имаме инвитра, значи 300 може да ги кажеме хормонски ерупции кои што се случуваат на дневно ниво, а камоли па на животно ниво. Така да, во суштина се почнува најчесто така. Ако почнуваме да качуваме килограми, значи дека најчесто причината е во намалената потрошувачка. Односно, не може да немаме вагање на работите. Значи, ако ние денеска сме претерале, или ако за едниот оброк сме претерале, другиот оброк ќе си го да речам, смалиме заради тоа што едниот оброк е претеран. Или ќе се на некој начин само казниме дека јас денеска претерав, денеска сум бил, не знам, во кафана, сум јадел, било што, но утре нема да го правам тоа, утре дента ќе бидам пола ден на вода и само еден ручек имам и толку. Значи, ние не треба да бидеме, храната е основна, да речам, потреба само за задоволување на основните потреби на клетката. Се останато, ние најчесто сме големи хедонисти. Значи, уживаме во храната, не за потреба, туку за задоволство. Да не зборам дека и емоционалните утехи се тука. Ќе се изнервираме, стрес. Јадам под стрес, тоа е најчест изговор. Одма се бара што да се изеде, се чувствувам веднаш подобро. Тоа организмот ни бара или тоа е мит? Тоа е кортизолот кој што и адреналинот кој што си функционираат во некоја нивна оска, меѓутоа повторно нашата свесност тука треба да дојде до израз, односно нашата самоконтрола. Ние знаеме на пример дека ние сме таков
случај кај што емоциите ги лекуваме преку храната, следниот пат нема да го направиме истото. Ама не, ние следниот пат го правиме истото. И тука веќе се, да кажам, се кршат копјата, односно тука ги добиваме евидентните резултати на покачена телесна тежина, која што не се намалува и покрај заложбите. Заложбите не е еден ден, не е еден месец, заложбите треба да се постојани. Едноставно не постои нешто што трајно може да кажам среди или да ве намали на телесната тежина, ако вие самите не решите дека јас од денеска повлекувам црта и ќе продолжам да живеам вака. Нема да се враќам никогаш на старото. Тој што има покачена телесна тежина и сите маки ги претргал, да кажам, што не може да си облече чорапи, не може да се свитка, не може оди на 100 метра се заморува, ноќе крчи, нема убав сон, спие на столица. Тоа се маки или тоа се начини на живот кои што обичните луѓе не може тоа да го разберат. И апсолутно, да. Него ни знаат тој дел од животот на пациентите со покачена телесна тежина. И целта ми е да, кога ќе се дојде до таа фаза веќе, значи не свесноста, психолошкиот момент е најважниот дел од приказната. Ние сите можеме да делуваме, сите можеме да си го дадеме својот придонес како тим. Физиотерапевтите ќе почнат масажи, дренажи, лимфни, што и да е, вежбање, пешачење. Психолозите ќе почнат да работат со пациентот, јас со терапијата, нутриционистот со диетата, пластичниот хирург ако треба нешто, кожните лекари заради нозете, вените, пука кожата, се развиваат рани, течат, мислам, хаос. Дебелината која ќе почне да декомпензира. Ете така. Значи која ќе почне да декомпензира, немаме од каде да ја сопреме, немаме како, не знаеме од каде да почнеме да ја сопираме. Затоа што она веќе ги превзела сите функции. 229 коморбидитети, да кажеме, стручно, или болести придружни се јавуваат како резултат на покачена телесна тежина. Само овие само овие што ги набројав, малкуте, само они се доволни за да го наруши квалитетот на животот на еден пациент. Во однос на концентрација, во однос на извршување на секојдневни активности, животот тече, се бара од него постојано присуство, активно. Не може неговиот здравствен, дебелината да биде некој да го поштеди само заради тоа што е нели со покачена телесна тежина. Така да мене ми е целта во секојдневието да се стави свесност на континуираното покачување на килограмите и да се каже кога е доста. Значи, па затоа ми беше прашањето, како да знаеме секогаш кога ќе се покачи килограмите веќе е доста. Значи, ние со самото тоа што сме покачиле килограми, значи веќе сме надминале таа рамнотежа каде што организмот нас не чувал и не дозволувал покачување. Тоа значи дека ние веќе сме депонирале нешто плюс во масни наслаги најчесто, и тие масни наслаги се тие што се мерат. Дали внатре, дали надвор, не е важно. Важно е дека се составиле, важно е дека се создале и дека се налепиле. И дека тие ќе продолжат, нема ништо да ги потроши. Пациент најчесто, кој е проблемот? Навиката на јадењето. Вие колку повеќе правите навики на јадење во стилот навечер се јаде, секогаш веќе организмот ќе бара навечер да јаде. Како ќе го научите организмот, така ќе функционира. Првите 10 дена, 15 дена е претешко. Се согласувам. Се убиваш од анксиозност, зошто не организмот бара да се врати на тоа старото. И он бара храна. И ние секогаш кога ќе му ја дадеме, он и после ќе бара. Ќе свари и ќе бара. Затоа што тоа е една, значи желудникот прво физиологијата си ја проширува, односно анатомијата си ја проширува. Потоа механизмите, кортизолот, тоа се поместува. Сите пациенти мерат, повеќето пациенти мерат кортизол. Најчесто не е причината на патолошки покачен кортизол, туку тоа е кортизол кој што се качува заради нашиот нарушен биоритам, заради нашите кога се спие се седи, кога се седи се спие, или кога треба кортизолот да паѓа, кортизолот почнува да расте пошто се внесува храна. Или таа автодигестија која што ја почитувам, морам да кажам, не се почитува до крај. Некој ја почитува, но повторно џабе се почитува ако калорискиот внес се зголемува, ако цел ден, например, се гладува и сега едниот оброк што е наменет се внесуваат 2000 калории.
да речеме, така. фигуративно Или кажано. многу често знаат луѓето со покачена телесна тежина да кажат не јадам ништо, Да, а пак се дебелија. да. Значи, тоа е, пак ќе кажам, моментот на потрошувачката. Кога имаме ние пациент со покачена телесна тежина, тој у сам старт има веќе зголемена калориска стапка. Секоја намалување на калориската стапка, значи вие се рачунајте, еден пациент внесува со покачена телесна тежина може да внесува, да речеме, до 3000 калории на ден. Он намалува на 2000, значи Така. или 1500, упола. За него тоа знаете колкава жртва е? Значи за него тоа е ништо, дека он не јаде ништо. Значи практично она што го јадел сега е преполовено. И е гладен. И е цело, гладен, да. значи се жртвува, значи се мачи, но резултатот нема да биде со слабење. Затоа што вистина е дека во литературата стои треба постепено намалување на калориите, но искуството кажува дека 1500 калории, овие се фигуративни бројки Така, да не да. се фаќаме за нив, кажува дека практиката тие 1500 калории се всушност сосема доволни за нормална работа на организмот. И немаме повторно нигде потрошувачка на тоа. Значи, потрошувачката е таа која што треба да се потенцира за да можеме да речеме дека ние гладуваме, Потрошувачка во смисла физички активности да се внесат, за да може значи, да се троши тој вишок кој точно. веќе го имаат. Половина час, јас кажувам, значи пациентите со енормно покачена телесна тежина имаат, мојот, например, нашиот пациент во центарот за дебелина имаше 280 килограми. Тој пациент не можете да го натерате дека он сега ќе трча или дека ќе има физичка активност, не знам каква во теретана, сега ќе ни справите, не може да го издржат тој пациент. Так. Меѓутоа, половина час во денот се почнува секогаш од почеток. Значи се почнува како ученик кој што учи да пишува, така и ова, почнува да оди пациентот, да оди 10 минути, но ќе видите како ќе застане 10 пати додека да стигне до целта. Например, ќе си зададе некоја цел. Да. Но секој ден кога ќе го оди тој пат и нема да се откажува од тој пат, ќе видите како ќе стигне од точка А до точка Б веќе без ниту едно застанување. Тоа е огромниот успех кој што треба да се очекува. Не да се очекува, не знам сега дека атлета или да Така, да, значи, дека тој ќе стане манекен за 5 месеци, ајде така е. да. Исто таков е голем проблемот и во очекувањата на тие пациенти. Мислам, јас секојдневно работиме со нив, многу се во последно време, сите, мислам, многу се пациентите кои што кажуваат дека имаат проблем, што се радувам. Тоа е добро, Тоа е добро. се буди свестен, Треба, нели кажавме така на е. почетокот. Тоа треба да се поздрави и треба да се мотивира уште толку за секој кој што има проблем да се јави, барем да размени мисла, барем да размени една консултација е добре многу дојдена. важна, дали е на добар пат, дали му е добар планот, дали му е добра маката и да видиме што можеме да смениме. Но пациентите кои што доаѓаат најчесто кажуваат дека нели не можам да имам физичка активност редовна заради секојдневните обврски. Кој што се најчестиот изговор не така е тоа. Немам време. Така е. Но кога имаме покачена телесна тежина, работите си ги ставаме за нас на приоритет. Затоа што кога ќе се наруши квалитетот на живот, вие станувате терет не само на фамилијата, не само на општеството, туку на буквално на секој аспект од вашето постоење. Тогаш е многу потешко за да функционирате во да речеме релативно нормална средина и секогаш кажувам дека е добро да се работи уште додека не се дојде ни до трајните деформитети, односно на вистина телото кога трајно ќе се деформира, потоа тешко можеме да го да го вратиме во нормала. Тоа се некои особено околу колковите, да кажам тоа тие масни наслаги, кожата виснува, нормално ќе висне кога ако нема физичка активност. Како тој мускул ќе се изгради? Еве маста се топи, но како тој мускул ќе се изгради? Или пациентите, ама јас колку ќе ослабам за еден месец? Не може да се бара бројка, не може да се бара не, како да кажам, не е хубаво, не е објективно. Така. И тоа ќе ве прашав кои се најчестите грешки веќе кога се во процес на слабење. Најчестите грешки се во заморот, претпоставувам од водење на тој стил и на тој режим и на тој живот. Претпоставувам. Друго објаснување немам, затоа што ако пациентот е свесен, јас
еве јас, личен пример, секогаш го зимам, бев 8 килограми повеќе од ова што ме гледате сега. И кога почнав да работам тоа беше во моментите кога се вработував, и кога почнав да работам од прв ден работиме со пациенти со покачена телесна тежина и решив да го применам истото што им го советувам на пациентите. Значи пешачење, диета, нели, диететски режим, здрав режим, без некое големо мачење. На почетокот катастрофа. Значи тоа телото бара да се вратиш во старата позиција со истите навики, со сон нарушен, значи едноставно ти се јаде, значи не можеш да заспиеш. И што си ги разбираш пациентите, докторке? Баш така. Почна да ги разбираш? И првите 3 дена, значи се корнев, готово. После тоа, организмот почна да се привикнува, дека ти тоа што он ти го бара, ти не го даваш. Почнаш со пешачење, месец дена не успеав ни килограм да намалам. Со 7,5 километри на ден пешачење, со јадење само еднаш во ден. Тоа беше мојот стил на избор. Секој е различен, индивидуален, кој како му делува, нутриционистички има препораки, не се лутам, не навлегувам. Меѓутоа, месец дена не мрднав, грам. И викам, дали е возможно дека ние докторите до сега не сме им кажувале правилно на пациентите? За после и реков не се откажувам. Значи ќе видам сега докаде ќе оди. Ако не почнам, барам како што они бараат. Тироидна барам, надбобрежна барам. Значи да си најдам изговор зошто не може. И после тој месец, значи како да рече дека превагнува веќе веројатно се откажа организмот од цело време да те тера или да внесуваш. И тогаш почна да се оди надолу. И кога рече да оди надолу, и веќе оди надолу. Значи нема тука процес на варијации. Ако веќе е процесот на варијации, значи повторно ние претеруваме. Ако го држиме истото темпо, како ја и ден денешен, истото темпо, ништо не сменив, освен ги намалив километрите на пешачење. Не можам толку многу да пешачам. Ке си го гледате подкастот, докторки, и ке се подсетувате дека треба да се вратите на 7,5 километри беше. Тоа е многу, ама навистина е многу за во денешно време да издвоиш нели толку, но сметам дека има и позитивни други ефекти, психолошки, намалување на стресот, значи си има други бенефити, не е само телесната тежина, него физичката активност дава многу поволности на целокупното здравје на телото. Мислено сме подобри, нели? Подобро спиеш после тоа. Подобро се чувствуваш, детокс си правиш, се потиш, се заедно, цревата се размрдуваат, значи метаболизмот се забрзува, немаш веќе ни проблеми со празнењето цревно. Значи многу поголеми бенефити од самото слабење, но пак ќе кажам, значи дека важно е да си бидеш истраен и доследен. Во првиот момент кога ќе приметиш дека тоа веќе е сменето од трендот кој што го пратиш, значи дека нешто има што се случува. И да бидат истраени, да бидат упорни, да не се откажуваат. Еве примери и од вас дека може да помине и месец. Јас претпоставувам дека кај луѓето со поголема килажа и повеќе време треба да се прилагоди, нели? Затоа што механизмите се сите насочени на плюс. Тој процес не се со покачена телесна тежина од вчера. Значи тој процес трае со години, живот цел. И не може да се очекува дека за толку кратко време сите различно реагираат. Некој навистина ги губи секоја чест. Меѓутоа, кај повеќето не може толку многу да се изгуби килажа и не ни треба. Затоа што добро е да биде по-малку, по-споро, но да биде континуирано, да има еден тренд на опаѓање. Тоа е најздравиот тренд на опаѓање. Најздравиот тренд на слабење. На слабење, да. Може би и ми дадовте одговор во текот на нашиот разговор, но пак ќе прашам, кои се најчестите прашања кои ги поставуваат кај вас кога луѓето веќе стануваат свесни, претпоставувам, што дошле до кај вас за консултација, кои се најчестите прашања или стравови кои ги имаат луѓето со покачена телесна тежина? Стравовите се најчесто доаѓаат за терапевски, да кажам, аспект на лекување на дебелина од ендокринолог. Прашањата се дали имам некоја прво ендокринолошка болест која што ме спречува да ослабам. Второто е дали имам диабетес. Третото дали за колку време ќе ослабам. Дали ќе ослабам? Дали ќе ослабам? Не, за колку време ќе ослабам? Дали ќе ослабам? Не баш, ама за колку, да, обавезно е тоа прашање. И колку време ќе примам терапијата. И кои се несаканите ефекти од терапијата.
И така, тие се некои, да речам, општи прашања, кои што се обидувам, значи, најважното кое е разговорот со пациентот. Пациентот треба да ја стекне довербата, треба да, јас затоа кажувам, не е важно кај кој доктор одите, не е важно колку ќе го изберете, важно е да се кликнете со човекот. Значи, кога ќе дојдете на преглед, да не се чувствувате ни вознемирени, ни да ви е непријатно, ние сите сме луѓе, сите имаат некои своји приказни повеќе или помалце, некој со дебелината, некој со диабетот, некој со запек, не е важно. Секој си има некоја мака, секоја планина со своја тежина, но важно е да, кога ќе дојдете кај тој доктор, да му се отворите и да бидете спремни за компромис. Колку што ќе дадете вие, толку и докторот, но сепак мора и вие да дадете. Не може еднострано да се дава. Затоа што едностраното никогаш, речи си никогаш, не вродува со плод. Џабе се дава терапијата, кога и терапијата до некое известно време ќе има резултат. За жал, многу луѓе се уште не се ни диагностицирани, а камоли да се лекувани за дебелина. Значи, тоа е поразителен момент. Тоа не се прифаќаат дека имаат проблем, па да побарат помош. Ете така, но и пак ќе кажам, од секој од нас потекнува свесноста и потекнува спремноста да се биде компромисен. Так. Ако сме цврсто решени дека веќе никогаш нема да се вратиме во првобитната состојба, никогаш нема да не заобиколи успехот. Так. Имам уште едно подпрашање, па подоцна ќе ви кажам еден пример. Постои ли случај каде не може да се реши? Не може да се најде лек за дебелина? Постојат и такви, зборуваме се од терапевски аспект, постојат резистентни пациенти кај кои што и терапијата за третман на дебелина не делува. Меѓутоа, постојат, да речам, здравствени причини повеќе, кај што имаме навистина неуспех во лекувањето. Тоа е, да кажам, еден мал процент, околу 10% максимум, кај нив не можеме да успееме, но кај 90% може и текако да се успее во третманот со, пак ќе кажам, многу фактори во игра, и каде што пациентите навистина ќе бидат спремни да бидат посветени на себе. Ако сите други се приоритет, а они се на последно место, нема да имаме успех. Така, нека биде тоа едно мотивирачка реченица, дека за сите луѓе дека може, нели, да се успее, зависи од сите нас зависи. Јас така би кажала, нели. Секој се одлучува самиот за себе, за своето тело, за својот начин на живот, само треба да се разбуди свеста, јас мислам, кај луѓето. И да се охрабрат, дека може да побараат помош. Да тргнеме таа стигма, дека срамно е да отидам на лекар, дека сум дебел. Обично се случува, нели, тоа. И тоа нема потреба. Мислам, барем не во денешно време ги гледате какви се на телевизија, се не какви челендж прават, па шоу. Така да нема тука срамно. Има само болно. А болното треба да се лечи. И затоа јас да не дозволиме да се комплицира болното, затоа што и болното трае до еден известен степен, но има и различни степени на болно. Кога ќе дојде до некои си деформитети трајни, тие тешко потоа може да се искорена. Овде клучна улога имаат и матичните лекари, јас би кажала. Па да, они доаѓаат први на најпрвиот пристап, пациенти, но имам пример кога матичен лекар ми кажано, знаеш колку луѓе ми се имаат налутено кога им имам споменато дека апсолутно. Ајде да разговараме за дебелината. Така, значи самиот пациент, тоа е апсолутно право на самиот пациент да си побара помош. Докторот треба да одмери кај кој пациент како треба да пристапи. Но и луѓето и околината, значи докторот овдека го ставам не од аспект на професионалец, туку од аспект на човекот што во моментот се нашол во околината на тој пациент. Дури и семејството може да биде причина за кавга во да кажам тие релации, за начинот на кој што се кажува тоа. И затоа е многу важно да се внимава на изразувањето и да се внимава на начинот на кој што се соопштува нештото, особено поврзано со покачената телесна тежина. Доколку пациентот каже дека односно секогаш ние треба да прашаме дали би сакал да зборуваме. Ако пациентот рече не, тоа е негово право.
и тука веќе завршува нашата улога како едукатори за стилот, заради тоа што тој пациент се уште не е спремен да зборува за тоа. Затоа што после тоа ги потегнува сите чекори во ланецот. Нема да ни биде успешен ланецот. И он ќе се мачи дополнително. Доколку се уште нема прифатено. Ете така. Да. Така да и ние тоа треба да биде нешто што е нормално, без навреда, без никаква намера за навреда. Нема зошто да се разбира тоа како навреда, но многу е важно начинот на кој што ќе се каже. Ако човек отиде кај некого, така да. Не е важно кај кого, отиде на гости и каже ти 2 векни леп си изел, тој пациент, дебел се? Да. Тој пациент никогаш нема да се врати понатаму ниту кај луѓето, ниту кај докторот, ниту кај никого. Така да, треба да се... Но ако се внимава и ако се каже навистина, нели ти смета тоа што се задишуваш, не мора да се каже дека имаш покачена телесна тежина. Ете, нели ти смета тоа дека одиш на 100 метри и дишеш, брефташ, едва стигнуваш, а имаш, не знам, 50 години, 40 години, не е важно колку, мало дете. Тогаш веќе и самиот пациент уклучува сијаличката, што ви рекле, почнува да размислува како проблем, дека има друг проблем и ќе го почне да го бара тој проблем, па ќе се надоврзе на но треба да се има стратегија. Да се има стратегија, да, и да се биде внимателен во комуникацијата, нели, пред се со сите луѓе. Претпоставувам дека тие се посебно осетливи на таа тема. Да, тоа сега ќе кажев. Значи, тоа се посебно осетлива категорија на пациенти и не може да се замери за тоа. И не треба да се замерува. Секој е емотивен на свој начин и секој си ги доживува личните, да кажам, навики на свој начин. Но тоа не е изговор дека ние не треба, например, или тоа не е причина за ние да не реагираме на близок. Да не пристапиме кон него за да се обидеме да помогнеме. Сите треба да се обидуваат да помогнат на пациентот што е со покачена телесна тежина. Или с пациентот со диабетес. Исто така морам и нив да ги опоменам, една блага опомена, дека навистина и диабетесот се става на многу ниско ниво на свесност дека пациентот има диабетес. Пациентот со терапија со диабетес, он прави што сака, јаде што сака, не внимава. Сега во сезоната на овошја, јадат овошја, внесуваат јаглехидрати, значи и после се очекува ќе си става инјекција. Така е. После тоа прима терапија, не ни знае која ја прима, али ајде добро, веројатно семејство, мислам најчесто семејството повеќе знае него самиот пациент. И он прима терапија за диабетот и диабетот треба да му ги прати нему сите отстапки кои што он ги прави во текот на денот. Тоа е невозможно. Не постои таква терапија. Не знам ние во моментот ја имаме речиси целата терапија во светот што е достапна за третман на диабетес. И пациентите сметаат дека инсулинот или таблетата, ако он внесе повеќе денеска шеќер, дека таблетата треба поише да делува. Значи, тоа е невозможно. И најчесто, примам некои таму таблети за шеќерот, не ги знам кои се. Го мериш? Не го мерам. Таму некојаш на лабораторија ќе го измерам. Ги стегне малку тука околу левото рамо, одма си иде на кардиолог. Значи, тоа сместа за срцето. Диабетот не е проблем. Може тој да почека, може да трпи, но проблемот тука е исто дека треба да се работи на свесноста. Значи, околината треба да биде таа која што му кажува на пациентот имаш диабетес, внимавај, оди на контроли. Нормално е да имаме подеми и падови, тоа е цел живот, тоа не е еден ден. Но повторно да бидеме свесни дека ние тоа го имаме и дека ние постојано сега пиеш апче и јадеш кило цреши. Мислам, тоа е невозможно. Нема шанси тоа да се постигне, да се регулира така. Така. И затоа апелот ми е дека секој пациент, особено со дебелина и диабетес зборувам, каже што свесното ниво е на највисока точка поставено во однос на третманот успешен, предлагам да малку повеќе се внимава на секојдневието во однос на внесот на храна или биоритамот, да го кажеме. Да бидеме дисциплинирани. Да има дисциплинирани, да. Тоа е животно. Апсолутно. Докторке, сакам само да ги споменам и новите, сега имаме различни лекови за слабење, различни модерни, би кажала, нели, третмани за слабење. Како вие, како доктор,
гледате на сите овие лекови кои луѓето најчесто ги земаат на своја рака? Да бидеме реални. Зашто? Нели, ќе прочитаме на интернет, ајде, има некои апчења или лекови, дај ќе ги земам, месец дена ќе ги пијам и потоа да подоставам имам некој килце, па ќе ги прекинам. Поворете, да. Да, тоа исто се случува за жал. Многу често. Среќа кај нас малку законските регулативи се доста построги, да кажам, па не може толку лесно да се дојде. Не бар од она што јас го гледам, мада читам и јас дека имаат стигнале овој донел, оној од роднина донел од ваму таму, се порачува и така. Меѓутоа, морам да признам дека во денешно време голем благодет се тие терапевски можности кои што се користат. За жал или за среќа, многу им го олеснуваат секојдневието на пациентите, но во голема мера на пациентите тоа е контрапродуктивно заради тоа што уште толку се олабавуваат во однос на навиките. Почнуваат да имаат ефект, почнуваат да имаат резултат, се е супер, се внесува калориски внес колку што се внесува, они ја примаат терапијата, се слабе и тука стоп. Значи, повторно ќе се појави проблемот после извесно време, кога ние ќе треба, нели, или да се исклучиме од терапијата, мада според најновите препораки кажува дека е доживотна терапија, заради тоа што и дебелината е доживотна болест, но тоа зависи индивидуално од докторот и зависи индивидуално од пациентот. Не може да го оставите пациентот ако гледате дека не реагира на терапијата, да го оставите да прима, или ако е незадоволен или има несакани гастрични ефекти. Но сепак терапијата е строго фармаколошко ординирана терапија. Не е бомбона. Значи, сепак има некакви правила или некакви услови за строго контролирано мониторирање од страна на ендокринолог најчесто, но може да биде и од интернист, било кого, кој што се бави со таа проблематика, кој што знае што се препишува и какви се несакани ефекти може да ги има. Секој пациент реагира различно. Има точно одредени лекови кои што се користат. Пациентите прават хаос со терапијата. Да. Ако пријателка има одредено лекарство, па има резултати, ајде и кај мене треба да има. Не е така. Тоа се случува, тоа е многу лоша навика. Значи, хаосот се случува од тоа, прима едно, не делува, прима друго, трето, исклучува, не добива не знам, нешто ја боли прстот, мисли дека е од терапијата. Значи, и тука ги добиваме и оние лажни информации дека предизвикало тоа и тоа, што нема врска никаква поврзана со терапијата. Дури и народот меѓу себе може да зборува дека тоа е од тоа, а нема врска. Мислам, си имаат протокол и списина самиот лек до каде што може да се користи, колку, што треба да очекуваме, и тоа е сосема доволно. Јас исклучиво, барем кога станува збор за третман на дебелина со такви препарати, навистина барам, замолувам да се користи под надзор на медицинско лице, доктор, тоест. Значи, нема да има успех ни третманот, не е само до препаратот. Има многу фактори кои што се во игра. Вие џабе примате ако тоа е како да удирате во зид. Значи, едноставно зидот не сте го откриле зидот, а вие упорно му давате нешто за да го пробиете. Просто е невозможно. Значи, мора првин да се види дали пациентот има некоја болест, да видиме кои се навиките, што да очекуваме, што да смениме, каде греши, па тек послеме терапијата. Сепак тоа треба да биде во консултација со професионално лице, нели, да не се зима на своја рака. Докторке, мислам дека одговоривме на голем дел од прашањата. Секако има, верувам дека има уште многу прашања. Ова има до утре да збориме. Значи, што за диабетот, што за дебелината, така почнеме да збориме за нели коморбидитетите, пропратните состојби, начинот на функционирање, кој што како прави. Значи, навистина има многу што да се збори. Но сметам дека главната тема и за двата да кажам типа на пациенти или двете групи на пациенти е дека треба да се придава многу повеќе значење од оно што ние го придаваме на овие две состојби. И за диабетесот и за дебелината. Кога диабетесот молчи, сите пациенти уживаат. 15-ка, 20-ка не е проблем, но кога диабетесот ќе почне да зборува, тогаш тоа се најчесто зборува он преку компликациите.
Така. Преку мозочен удар, преку срцев удар, преку гангрени, преку ампутации, преку бубрежна бубрежно оштетување, тогаш ние сите ќутиме. Затоа што немаме како веќе да помогнеме. Една компликација да се случи, веќе животот на тој пациент никогаш повеќе нема да биде ист и покрај тоа што шекерот ќе биде 5. Истото важи и за дебелината. Тој веќе си ја направил белијата на Така друго е. место. Така е. Оштетувањата се случени. Да бидеме свесни. Така. Да бидеме свесни. Апсолутно. И за крај што би им порачале на сите оние луѓе еве кои се борат со вишок килограми, пробуваат нели да се намали тежината, но еве изгубиле надеж. Јас ги охрабрувам дека никогаш не е доцна да се почне нешто кое што понатаму ќе се живее. Ќе се живее. Не само ќе се минливо ќе се спроведе, само заради моментален успех, туку дека ќе се промени стилот на живот на начин на кој што нам ни одговара. Не значи тоа дека ние сега овој момент ние сега живееме онака како што нам ни одговара со вишок на храна, калории и сето тоа. Но тоа гледаме дека не функционира и затоа треба да го смениме. Како викаат да не служиме на храната, туку таа да не биде. Баш така. Значи, ние да не бидеме слуги на храната, туку храната треба да ни служи на нас за одржување на основните животни функции. Ништо повеќе од тоа. Тоа не значи дека ние треба да бидемеускратени во животот за нешто, но тоа значи само дека треба да бидеме посвесни, секојдневно вклучени во приказната со покачената телесна тежина. Така. Докторке, јас ти благодарам. Ви благодарам и на вам што еве одвоивме убаво време за вака една многу општа, но многу опширна тема и многу секојдневна, кој што ние сите, можеби ние не лично, но секој знае или познава или има некој свој близок кој што се соочува со ваков проблем. Ретко кој зборува за ова, за позадината на дебелината. Сите го гледаме од надвор и гледаме, добро, он добро функционира релативно. Да, и знаеме само да му кажеме, добро да не јади толку. Ете така. И тука нашиот дел како нашата улога да завршува. А всушност суштината е многу подлабинска, многу потемелна и навистина би сакала да почнат сите да функционираат на едно повисоко ниво на свесност за сопственото здравје, но и за здравјето на нашата околина, односно здрава околина значи и здраво општество. Така, ви благодарам. Јас секако после овој подкаст ќе внимавам. Ќе ми бидете така во мислите подолго време. Се надевам подолго ќе трае. Ќе внимавам и на начинот на живот, секако внимавам, нели, колку што можам, нели, согласно обврските, но и во начинот на исхрана. Имаше убави совети од вас, докторке. Јас се надевам дека и вие уживавте во овој разговор и ќе ги почитувате и ќе ги применувате советите од докторката. Секако благодарам на вниманието со кој не следевте и се гледаме наредниот подкаст. Поздрав!